Добро утро. Добро утро. Може ли да ви помогнам? Се мислам за овој RAV4 плагин хибрид. Одличен избор. RAV4 плагин хибрид ја менува играта во сегментот SUV. Тој го нуди најдоброто од двата света со својот хибриден погон, комбинирајќи бензински мотор и електричен мотор за оптимални перформанси и ефикасност. Доаѓа со 10 годишна гаранција на автомобилот и 10 годишно бесплатно одржување на хибридната батерија која е направена да трае во целиот животен век на возилото. А цена? И цената е хибрид, достапност и луксус. Hej, Žare, ma šta se bojiš, majku ti Božju? Ma došao sam da ti dam jednu ideju. Каква идеја? Ma kakvu ideju? Ma da malo opustiš ljude, da im daš nešto drugačije, nešto novo. Kad već ne možeš da ih vodiš na bal, na Bledu. Kako je tamo bilo divno. Kakve su tamo bile divne sobarice. Majku im Božju. Eto, možeš da uradiš neki drugačiji šov. Какво друго шоу, какво? Ma kakvo drugačiji šov? Jao, Žare. Skeč šov. Скет шоу? Pa jeste. Malo je drugačije. Drugi ljudi, novi ljudi. Pa je dosadio si ti više, brate. Šta znam, uvedi nekog novog. Evo recimo onaj tvoj menjak koji imitira poznate likove. On ti je, brate, odličan. Pusti malo njega na TV-u. Скет шоу. Pa jeste, šta? Знаеш што, Јосипе Брозе, тоа ти е добра идеја, бе, друже, бе. Многу добра идеја е тоа. Скет шоу, браво. Не си ти за џабе. Ало, продукција, слушајте се. Не договарајте гостин, имам идеја. Значи, ама прво само да ве прашам две прашања. Прво, дали е Тито жив? Не? Океј, добро, супер. Второ прашање, дали ми ставил некој нешто у пијачката, бе? Зашо прашувам? Онака ништо посебно. Океј, сега идејата, слушајте, зашто ние да не направиме скетч шоу? Некој ми даде многу добра идеја. Како, кога, бе? Сега ќе направиме. Цела емисија скетчеви ќе пуштаме. Цела емисија скетчеви? Слушај ме сега. Пуштај шпица. Ајде. Дојдовте во најновата епизода од 1 на 1, 14-та сезона, поинаква епизода, единствена таква оваа сезона, цела емисија ќе биде скетч шоу. Цела емисија скетчеви, а првиот е посветен на човекот чии фанови сме не само јас, туку целата екипа од 1 на 1. Значи нема емисија која не му ја гледаме и која не се ја коментираме отпосле. Едниот и единствен Васко Ефтов. Впрочем, толку многу го гледаме што некој од нас развија и Васкус хернија. Тоа е редок вид пореметување кој се јавува од нормално предолго гледање Васко Ефтов. Кога секоја емисија ја гледаш по 6-7 пати, имаш сериозна опасност да развиеш Васкус хернија. Да, и за жал нашиот колега и мој именјак Жаре толку многу го гледа Васко Ефтов што почна да се однесува така необично, Васко Ефтовски. И не е за смеење, но еве да погледнеме како изгледа еден негов ден. Да, еве што се случува ако претераш во гледање емисија од Васко Ефтов. Добро утро, почитувани. 6 часот наутро изгрева сонцето. Нов ден, 20 до 24 часа нов ден. Масоните се длабоко навлезени во секоја пора од нашето општество. Еве, зошто баш сега, токму сега, жена ми одлучи да пушти нешто низ вода и тоа нешто што подолго време го држала во себе? Зошто баш вчера председателот на куќниот совет, председателот Славчо, беше пуштен низ вода и тоа под сумнителни околности? Одговорот ќе го најдеме во разговорот со соседите. Останете со мене, бидејќи нема да зажарите. Добро утро, комши. Добро утро. Ќе го шетате кутрето, а? Малце да го измочам. Да, рускица териера, убава раса. Не,
германски овчар. Германски овчар, ајде, немојте да се занесувате и да лажете тука, па сите знаеме дека сте рублја патриот. Да. Па од каде ви е новиот Мерцедес, Од работа во библиотека? Не, сите знаеме дека кучето е руски црн териер, рублја патриот. Што ти е бе будало едно? Така, па останете ако не сте рублја патриот, Зошто не останете, Туку веднаш си заминувате. Па пари, купи шта пари ви дадува. Не знам сите. Добар ден, господине. Ние сме Јеховини сведоци. Тука дојдовме да ви поставиме неколку прашања во врска со Господ. Ма какви јаховини сведоци, какви црни сведочења? Па вие од овдека минисате на ефтина колонска вода. Сте биле во некои ефтини стриптиз клубови во Софија, минатата недела сте биле таму, а сега доаѓате демек овде кај мене да ни ширите пропаганда за начин на живење. Ајде ви се молам. Ма господине, ние носиме добра вест. Ма каква црна вест? Вие сте дел од илуминатската ложа, демек тука сведочите нешто, доаѓате кај мене, Туку ајде влезете да видам баш што имате да кажете во врска со Господ, демек. Ајде повинете, влезете. Јас ова никогаш не мислев дека ќе го кажам во животот, но ви благодарам. Јас нема да влезам. Фала многу и пријатно. Bog da čuva. Мистер Тиса. Ете, драги гледачи, верувам дека сега е појасно зошто председателот или сега веќе поранешниот председател на култниот совет Славчо беше пуштен низ вода и тоа под сомнителни околности, иако ја имаше поддршката од мнозинството останај. Слушај, ај, доста поламудиш, иди фрли го гибрат. Раде ќе го фрлам. Стани, фрли го, смрди цел ден, ајде. Проблем ли е ќе го фрлам? Станувај. Станувај, ајде. Како си? Ајде, тргни ми се, да не те гледам дома цел ден седиш. Рамиза Ефенди, кога ќе оде во Пурсичан, нека намине кај него во дуќанот. И многу кратко, пораки од еден партнерите, денес ви препорачуваме чај од Камилица, кој мами со својот мирис и ги обзема сите сетила. Уживајте на неоткриените ливади во секоја шолја чај. Good Nature од Камилица, соодветен за буквално секоја пригода. Камилицата го заслужува почесното место меѓу вашата колекција чаеви. Дали сте уморни од користење брашно што дава неконзистентни резултати, еднаш едно, друг па друго, уникатниот спој на пченица и процес на мелење гарантира дека секоја вреќа брашно е конзистентна по квалитет, што го прави совршен избор. Моето брашно од Кадино, број 1. Ние продолжуваме за неколку секунди, а најдобрите со најбрза достава, најљубезни доставувачи имаат изненадување за вас секој ден од 9 до 12 часот попуст и бесплатна достава од повеќе ресторани. Продолжуваме ние со следен скеч. Апрентис е шоуто со кое на времето популарен стана Доналд Трамп. Апрентис се викаше, уште пред да биде председател на САД. Во ова реално шоу напреварувачите има задача да го импресионираат Трамп со своите вештини, со своето знаење и целта им беше да добијат вработување кај него. Кој победува на шоуто, се вработува кај Трамп. Така беше тоа реално шоу тогаш. Ако ова реално шоу се одвиваше кај нас, што мислите, ќе се бараа вештини и знаења или ќе се бараше нешто друго? Ајде да видиме како ќе беше ако Апрентис се снимаше во Македонија. Team 2 take 6, pick up. Во ред. Кандидат број 1. Ти си со 2 факултета и 9 признанија, така? Да, господине, и магистар сум исто. Магистар, тоа нема, да. Магистар. А ти 2 кандидат си со... Немаш ни средно, ни вештини немаш. Бе, друже, па ти кажав кој ми е татко. Татко? Да. Кандидат број 2, примен си у македонски шуми. Ајде, честит. Денеска е 12 февруари, недела, задутре е 14 февруари. Тоа е ден кога сите социјални медиуми стануваат обседнати со најголемата дебата. Ти ќе славиш ли празник на вино или празник на љубов? Тоа е денот кога сите медиуми во обид да бидат шеговити им прават интервјуа на Валентин Николовски или Трифун Костовски. Ние не ги имаме Трифун и Валентин, но имаме други ликови
кои со нивните шармантни зборови ќе пробаат да ги освојат вашите срца и да ви дадат исто така и по некој совет за тоа како да се пуштате или како да не се пуштате. Проценете сами. Почитувани граѓани на Републиката, како премиер сакам да ви честитам Валентин. Славете мирно и запометете. Не палете огнови, воздухот и така е загаден. Ова е голем празник и особено ми представува чест што Валентин заедно ќе го славиме со Бугарија. Тоа е подеднакво бугарин, колку што и жител на земјава. За многу години. Значи вака, кај мене ниве Селзиус била дома, ти нема да дојдеш. Не, ама добро, да бидам искрен, ајде, да не бев председател и јас да сум на твое место, би киднала од тука. Види, еднаш дај ми ја до вебата, после 10 години нема да сакаш да ме поминеш. И кога ќе си заминам, и тогаш ќе ме баваш. Ќе викаш, бе, добро беше оној бе. А тој што ќе дојде после мене, љубомол не уѓе бе. Гарант само ќе ти вика, ако не па да го ватиме бившиот. Женска, не си планина, ама сакам да ти се качам. Па сега женска, ја ептен добро владеам со уста. Зошто се расправате со мене, господјо? Кратко ви е времето со мене, 2 минути. Па што да правиме, господјо? Секоја со мене добива по 2 минути. Вие не сте привилегирана. Темата, господјо, темата. И наградата за најдобра женска на годината води во рацете на додека де мене лично вечер ќе ти го даду Бубамаро. И сега, господице, со сета почеќе ја лажете јавноста дека сум ви петија. Па ајде ви се молам, демек ние не знаеме кај си сте биле претходно, па сите знаеме за вашето минато, господице. Каде бевте од 2016 до 2022 година? Што правевте тогаш, а? Демек везевте гоблени со мајка ви, а? Еве кажете, не срамете се, кажете, еве кажете. Ейда Шури, чварна стол пршен, Валентин. Како до сега. Ќе те чувам и ќе те бранам како што го чував и бранев Гоце Делчев у среде Софија. Ама и ти треба да ме прифатиш и да не ме негираш затоа што љубовта е взаемна. А ели, мајко ти Божјо, како си мислила да нечеш са мном? А јел хочеш наредних 30 година да проведеш на голом отоку, јели? Па јел ти знаеш да мене Софија Лорен не е одбијала, ти ćeš да ме одбијаш. Мајко ти Божјо. Промените се нормална работа во животот, ама ние како луѓе не ги сакаме баш, посебно ако промените доаѓаат нагло. И уште по-посебно ако тие промени се ценовни промени кои вообичаено одат на штета на нашето джепче. Во овие години на разни кризи, цените на производите рипка како Супер Марио, но во следниот скеч ќе видиме што би било ако таквиот тип промени доаѓаат многу побрзо. И ако цените не се менуваат во месеци, ниту во недели, ниту во денови, туку во секунди. Ало? Срце, извини многу. Не ти кажав преска, ама сега гледам немаме млеко. Па може да се вратиш да земеш млекца? Чекай. Колку е млеко? Дебе, толку немаш врска од цени, не знам. Пече се негде, оди земи и врати се, ајде. Ај, добро. Се ме враќа од пред врата цел живот. Млеко. Еко. Млеко. 90 денари. Ова ми вика сум. Лепи, извини, секунда само. Изволте. Ова само млеко вие, немате друго? Ова е најдоброто млеко, имате одличен избор направено, само 100 денари, јас би купил веднаш. Како бе 100, човече, не ова ценен сок бе, пише овде колку е цена. 110 денари! Што да Цената се смени, друга беше пред Ама господине, значи како што гледате, таа е цената, литар млеко 150 денари. Ја не знам што е нејасно. Ме заебавате, скриена камера, ево. Господине, ако не ви се купува млекото, еве вратете го млекото. Ако сакате купете го, што да речеме?
Што да речеме? Вите, 200 денари млеко! Не, човек. Јас. Пак. Колку каже дека е литар млеко? 250 денари. Па преска друга бројка ме кажа. Добро, еј. Здраво, дече. Само млеко. Кажи ме колку е? Па беше 350, 450 денари. 450? Да. Океј, куцни го побрзо 500 има. Да, господине, ама купувате млеко, колку сакате да е цената? Ви фалат сепак уште 100 денари. 100 денари? Да. Ај, бате ли со карта сега плата? Ајде. За жал одбиена е. Немате доволно средства на картичката. Убе, немам средства на карта со уште 1000 денари, имам преска провери. Па има 1000 да, ама млеко во 1050. Пробај со оваа 3000 имам, пробај, куцај! Господине, само момент. Одбиена е ова. Одбиена, а? Океј. Нема везе. Еве ова. Овде има 10.000 денари. Дедо ми у Втора светска војна си има порено со нејс. Да, еве сега ја куцам. Не, задржавај, ке те лупнам од терминал, куцај! За жал и со ова ќе должите 10 денари. Ама ај, сепак нели комшија сте, ќе ви простиме. И гледам малце нешто растревожен сте. Што готово? Па да, не е проблем за 10 Ето денари. завршивме работа. Да, убав ден. И вие. Ало. Срце. Извини, заборев да ти кажам, се снајдов без млеко најдов рецепт. Извини, стварно. Фала многу. Иба ми бар Микен, иба ми германско првенство, ибам сите пари ми. Злато! Злато! Ало! Кажи! Пушти ме тоа изгаси! Си купив нови фармерки. Аман бе. Се свиѓаат? Како ми стоят, изгледам дебело малце у нив? Сакаш искрено да ти кажам? Да, и те молам, нема лажи. Не те лажам. Нема се љутиш. Ветувам, нема се љутам. Види вака. Се што имав, ама буквално се што имав. Ставив во вторникот на Баерн. Кецу кец, испадна иксу 2. Пропаднаа парите. Плюс, дужамуше 9 рати од кредитот од банка. Ке дојдат во понеделник извршители кај нас дома. Искрено. Не има право, се широки се малце. Не. Ке ги вратам. Да ги вратиш. CSI, CSI или Crime Scene Investigation беше една од најпопуларни серии во историјата на американската телевизија. На времето и кај нас ја гледавме. Полициски експерти со најсофистицирани техники, дедукции доаѓаат до неверојатни заклучоци и херојски го фаќаат лошиот, без разлика колкава тешкотија е пред нив. Имаше CSI Мајами, CSI Нью Йорк, Лас Вегас, што се не. А сега ќе видиме како би изгледале CSI Македонија. Team T take 6 pickup. Друго. Терај. Чекај. Абе. Сликава е малце замаглена? Малце, да. Епа, ај изчисти малку тоа, ајде. Не знам како. Влези му, зумирај тогаш. Бе, и тоа не знам. Како не знаеш, бе? Па... Нели се разбираш во компјутериш, а? Па, не баш, да ти кажам. Па шо те примија тука ако не се разбираш во компјутери, бе? Абе, на шефот сум у комшија, а и ушта помагам некад. Македонија си е една единствена, си ја сакаме со сите мани и убавини во неа, со сите добри и лоши карактеристики на нашите сограѓани, од кои посебно се истакнува една вештина наречена
Петочко, искраднување од работно место. Тоа се состои од благовремено предавање на вашата картица за куцање на колегата до вас и здувнување од работната позиција во надеж дека тој колега на крај на работното време ќе се куцне себе си, но ќе ве куцне и вас. Па што ако тој колега сака да здувне исто така некаде порано? И вашата и негова картица ја предаде на друг, некој трет колега. А што ако и тој сака да здувне некаде порано исто така? И ја предаде на четврт колега? На ова и на многу други прашања одговара следниот скеч. Кај си бе, колега? Шо бреше? Не, работа, шо да правам? Се убивте од работа? Па се. Знаеш шо? За вечер имам нешто договорено пичиња, какви пичиња имам договорено. Да, бе. Па знаеш шо, се викам, искочам малце порано да се средам ова она, па си реков да ме куцнеш ако сакаш. Не, ако е за пичиња работа, што правиме моето обшто? Не, дека некој ќе примети нешто дека сум се отишол. Немај гајле, човек, малце ли ми може Може да те куца. А ова ти иначе од Славчо, колегата, па он скара ќе прави нешто у бањани, па вика порано искочи да го куснеш нешто. Што па он колку нема куцано мене да знаеш, уживај ти. Абе, слушаш. Добар течка си ти. Уживај. Кај си бе, Коде? Кај си бе ти? Се работи, а? Да. Слушај, да ти кажам една работа. Морам да искочам од работа, имам оваква утакмица уметничко клизање, шо е? Па ти знаеш дека ја пратам тоа, па да... Не бе, да, слободно. Види, ако е за уметничко клизање... Овие другиве двете се од овие двајца од тука, едниот, не знам, скара, ќе правил другиот пичи, има добре. Само куцни. Не бе, ако ти е за уметничко клизање, што знам, јас знам. Да. Ајде. Да. Ти дужам. Колега, Еј, изгуби. Кажи. да знаеш, јас ќе искочам денес порано, треба да идам во опера и балет. Севилскиот Бербер играле, па не ќе да пропуштам. Абе, Сивилскиот Бербер че игра, не е никаков проблем, ти колку Треба пати да ми се- имаш куца на мене, па ти нема гај. Па треба да се спремам да се дотирувам, важи? Ајде, постави ме картицата овде, кај ќе ти искуцам, не е Но, проблем. супер, фала ти. Дужиш Ај, да ако- знаеш. Важи. Ај, ако сакаш само и колеги во куцни ги те молам, пошто нешто паскари марисе, а овој едниот на мекици бил, не знам кај ташта, да, глупости, еве ти ги. Изгледа само ти си останат на работа, окей? Аман. Ај, се брзам. Муа, чао. Поздрави во Фигаро. Оф. Ќе ги искуцам што е. Колку пути ми имаат мене они куцано. Ајде бе ти. Ај. Ајде бе. Ајде бе. Ајде. Здрав. Не работи. Чекам да сам изи. Абе, џабе пробуваш, не работи. Чекај. Нема куцање денес. Зашо? Директорот каже нема куцање. Зашо да нема куцање, па нели овие се куцаат? Ева сега ја ти викам, може после ќе дојдат ќе го направат, сега нема ништо тоа. Ај здраво. Па ја да знаев немаше да се куцам денес бе. Па е порано ќе сидам ја од работа. Глупости. Ајде бе иди. Извини, друже, тука работиш? Слушай, дали може да запалам само, ако може, те мога. Фала. Ама за... Фала много.
В 1689 во Скопје влегуваат австриските трупи од исток и во станиците на Карпош од север. Почнува огромен проблем. Во градот избива епидемија на чума. Тоа облашно утро генералот Пиколомини стоел баш овде и за последен пат го гледал градот. Тоа е ова? Оу! Браво! Браво! И што правиме му, бе? Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Со кликни јади, највкусните јадења ви се секогаш на дофат. Лесно е. Од чисто до ултрачисто. Секогаш совршено чисти и суви садови со новата генерација Ultra Clean машини за мијање садови од Горење. Горење. Формулацијата Beauty колаген на Фармавитал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата?
после 14 сезони еден на еден, преку 350 емисии, стотици интервјуа направени, редно беше да направиме едно интервју во минатото. Токму така, во нашите вести од минатото имавме чест да го угостиме царот Самуил, и тоа директно после битката на Беласица. За импресиите од царот Самуил и за многу други работи, епилогот од оваа битка и слично слушаме во овие вести од минатото. Царот Самуил. Гледате вести од минатото. Денеска сме 29.7.2014 година. Ова се вестите на денот. Заврши битката на Беласица, медиумите шпекулираат дека војската на нашето Самуилово царство претрпела огромен пораз. Но власта ги демонтира овие тврдена, велики дека станува збор за медиумско слепило. Па на таа тема вечер разговараме со царот Самуил. Добре, можем. Не е фора. Можем. А така, тука е. Добра вечер, цару Самуил. Добра вечер. Одлично изгледате, морам да забележам. Само што се вати малку од вичење. Вичен. Да. Да започнеме со посериозните теми. Заврши битката на Беласица, каде според медиумите нашата војска претрпела огромен пораз. Па како вие гледате на целата работа? Не гледам ништо. Ништо не гледам. Цар се од дека ти текнуваат вакви шеги. Да започнеме со сериозните прашања. Дали е точно дека претрпевме огромни човечки загуби на битката на Беласица од страна на Васили II? Абе, шо си се фатил за битката на Беласица, како свеп застав? Дај да зборуваме за малку посериозни теми, економија, гладење кадрови и слично. Да. Јавноста интересира дали после битката склучивте примирие со Василий II, што се договоривте? Вака, се договоривме да не си ги вадиме очите. Ете тоа се договоривме. Опозицијата ве обвинува дека ги контролирате сите медиуми, па како вие би искоментирале сите овие обвинувања? Абе, какви црни медиуми, бе? Абе, не ви гледате дека во држава ваде колективно свепило. Никој ништо ниту гледа, ниту слуша и така е со години. А не знам, искрено да ти речам, не знам, ни ова твоите вести, кој ќе ти ги гледа? Сега спиеме малку. Благодарам. Таа беше царот Самуил, а вие отварајте очи. Инаку. Само да одјавам, да, ако може. Гледавте вести од минатото, ви посакувам среќна иднина и пријатна сегашност. На она водителкава, што имам форено око. Абе, тоа ти е. Абе, да си е човекот. Можам не е повен, бе. Шерлок Холмс е најпознатиот детектив во историјата. Гао кажа детектив со амерички наглас. Детектив, сакав да кажам, во историјата. Неуморен, посветен, ако треба и со месеци ќе работи на случајот и нема да запре дур него реши. Го краси ненормално висока интелигенција и способност за креативно размислување со кој ги пробива и најпроблематичните загадки. Но што ако Шерлок Холмс беше од Македонија? Ајде да видиме како пристапува кон случајот Шерлок од Булачани, или Тетово, или Сингелич, например. Team 2 take 6 pickup. Вику крв има. Што те на тебе каков крв, па ти не се чисти луѓето, бе. Знаеш што си има десено? Држи. Влегол овој, сакал сендвич да направи. Земал тоа прсло. Но паднало кетчапот вамо, таму на друго место и тоа е. И заспале вајда, дремнале. Тоа е тоа. Крв и смрди оде слова некако. Значи кетчап, сендвич и тоа е тоа. Дремнале луѓето. Тоа ти е. Не ми кажи ти на мене бе крв мрв едно друго. Сигурен си дека не е убиство? Значи крв мрв убиство на друг да збориш. Ја имам факултет за безбедност кај војо завршено бе. Шото? Тоа е бе? Кетчапа? Да. Ама
Солен е малку. Ама смрди бе корено со ова. По тоа е да? Од Кетчапот е стар, сигурно. Корен е стварно. Тоа бе, тоа е. Учен човек бе. Да, бе, знам ја. Наредна година ќе се запишам и ја на твој факултет, ваму во Војо. Ехеј, ајде, станувајте, ајде, добро утро, добро, како си бе? Ај си бе ти, момиче, срцево, ајде, ви ги чекам вашите желби, вашите песни, ајде, кој си ти? Од Македонска каменица се бе. Од Македонска каменица, тоа е најако каменица, жица, леле, ајде, кажи песна, сите ги знаат Плотно белеше песни. таа. Која? Билјана, плотно белеш. Аха, Билјана платно, на, параходот, добро е, доста е, одиме, јако! Ало, Жаре? Еј, ало, ајде, сакаш ли песничка, сине убав? Се јавувам од Камбера, Австралија. Од Камбера, сегде има наши, сегде не гледате ли во Австралија? Да, ве гледаме. Јас сум бил во Австралија многу пати. Знаеш ли ти дека јас сум бил во Австралија многу пати? Ако може жал за Деспина? Кажи, сине. Ако може жал за Деспина? Жал за Деспина, жал за Деспина. On the water. Одиме следен гледач, ајде сине. Ало. Кај си ти, чедо, од каде доаѓаш? Се јавуваме од Мир, свемирска станица. Од Мир, тоа е кај Делчево. Не, Каде? Вселена. Каде? Вселена. Кажи песна, која сакаш? Помош. Ја ќе ти кажам песна тогаш. Еј, од Бајага некоја. Немој се другови, жестоки момци, великог срца. Ајде, дете, ајде. Помош. Помош. On the water. На касово маркет се случуваат секакви муабети со комшиите и касиерите, за времето, за децата, помалку и за политика, а најмногу муабет се прави за картички. Loyalty, Lioness, картичка од маркет, кредитна картичка, други платежни картички, дебитна, ред други картички. Какви се други, ќе видиме од оваа тотално реална и неизмислена ситуација на каса во супермаркет. Здраво. Дечко, извини. Една работа имам, само ако може пред тебе да бидам. Фал. Малиот ми плаче, знаеш како е. Па, овак, добар ден. Здраво. Кажи ми, лојална клуб картичка имате? Имам, да. Чекај. Повели? Фала ти. Извини сега, фала. Добро. Лајонес имате? Имам Lioness, да. Фала ти. Добро. Сега кажете ми, младинска клуб картичка дали имате? Младинска. Имам бе некаде тука се, да. Фала ти. Имам, да. Ево, да. Фала. Супер. Сега кажете ми дали имате апликација за скенирање. Учествувате во наградна игра доколку имате. Во наградна игра? Да. Имам, како немам. Еве, повелете. Смирете се, ќе дојдете и вие наред. Дечко, извини, фала ти многу, стварно. Не. Ајде скенираме само ако може. Ајде. Фала, баш сте срцки. Добро. Сега вака, со купување на овој производ добивате гратис уште еден, доколку се согласите на правилата на нашата веб страна, тоест на страната на компанијата. Добро. Тоа може преку мобилен ден или преку? Само преку лаптоп може, извини. Преку лаптоп не е никаков проблем, преку лаптоп. Извини, дечко, фала ти многу, само секунда. Такви се правилата. Фала. Чекај. Тука, дали се согласувате само? Да, само да пишам. Супер, фала. Океј. Кеш или картичка? Картичка. Картичка? Ево, ако може. Фала. Ова е клуб картичката баш. Одбиена е. Да? Да. Може со другата картичка да пробам? Може, нема проблем. Само ако може на другиот, затоа што ми треба за... Нема проблем. Да. Еве, повели. Може? Не. Имав и купони, извини дечко, само правам муабет, ке те молам само. Да, фала. Купони може? Може. Пошто жена ми собира купони, јас имав купони, само кај бе... Дечко, не ми прави притисок, те молам, треба да работам, важи? Си правам муабет со девојчето, треба да купам. Ајде, фала. Океј, само да најдам купони. Господине, молам, не правите гужва само. Фала. Добро. Да?
Може? Може. Супер, хвала. Да те замолам нешто. Кажи. Пошто јас сум инфлуенсер. Ако може едно селфи да направиме, ќе ми Може. треба за на блогот, пошто стварно си убава како касиерка и мислам дека стварно ќе да ве пофалам за услугата, нели, затоа што Ево го, ево го. Чекај, Ната. Извини, дечко, само ќе те молам, пошто Ајде, јас и молам. они имаме приватен момент, па ако Одлично, одлично. Фала ти многу. Фала ти многу. Баш си љубезен. Чекај да видам уште еднаш. Ај уште една може? Ај уште една. Ево го. Само ако може Инстаграм да ми дадеш за да те тагнам на Инстаграм? страната. Чекај, сега ќе ти го пишам на ливче. Секунда. Ајде. Таа у црно-бело слика таа ме прваш. Првата? Да. Фала ти многу. Ништа. Се гледаме. Чао. Фала ти, дечко, баш си љубезен. Ајде следниот. Дечко, извини, ама пројден ти роков на паштетата. Па нормално дека е поминат. 100 години чекам да ви ебем и картици и мартици. Ова е 14-та сезона од 1-1, 14 години. Често пати ќе не прашаат ти до кога би сакале вака да терате? Колку години? И нашиот одговор е секогаш до 91-ва. Да, 91 година 1-1. Како ќе личи тоа? Прекрасно. Гледате лајми од Динината во северозападна бивша Република Македонија. Денеска сме 7.10.2097 година. Ова се вестите на денот. Авионот кој на времето прскаше COVID-19 од денеска е изложен во Музеот на современа уметност. Македонка се најде на листата најбогати на магазинот Forbes. Бабата Стојна е заслужено таму откако дома пронеде 3 кеси полни со кеси. А сега во студиото имаме и специјален гостин. Со нас е Жарко Димитриевски од познатото ток-шоу 1 на 1. А Жаре е тука за да го најави почетокот на 91-та сезона од 1 на 1. Не види ако сакаш. Се извинувам. Обчињувам за плуќе дали ги имате. Добар ден, Жаре. Пред нас е 91-та сезона на 1 на 1, па што би им порачале на гледачите? Немаш за плуќе, а овие за притисок дали ги имаш? Нема. Жаре, вести се ова не е аптека. Треба да ја најме 91-та сезона. Синко, сезона е, да. Сезона е на грип. Вакви таблети дали имаш? Пред нас е 91-та сезона од 1 на 1, па јавноста не интересира како издржувате толку долго време. Ти чии си? Велам, како издржувате толку долго време? Издржувам од овие апчиња за простата што ми падна. Да вие. Сполајте. Благодарам. Тоа беше Жаре од 1 на 1. Премиерната 91 сезона е наскоро. Ти сакаш да отвориш? Да. А прв гостин е по 100-ти пат Игор Џамбазов. Вие гледавте лајми од Динината. Ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност. Кај ми рече до партизанска? Не, до Илинденска ти рече. Па стигна. Колку треба? 120. 120, чекай. Дај нешто посебно, Па, чекай да видам само. Јадарче, може ли? Дај, човек, нешто посебно. посебно Немам, е. стварно немам. Па немам. Чекай да најдам, сега ќе ми треба време. Ситно. Еве ти 500 поситно. Нема. Дај уште нешто прв си ми од бајле, само што искочи да му. Па добро бе, еве ти, на. Еве ти за јадење, еве ти 200 денара. Добро, нема ништо. Немаш поситно, шо? Ја не знам како не ме разбира, немам. Слушај, еве ти ги овие 200 денара.
80 денара имаш бакшиш од мене, пошто си многу љубезен те гледам. Така. Ти народ ваков што... Народ демек нема пари, сите по 2000 у новчаник држате. Дечки, бидете паметни, бидете совесни, сортирајте отпад, хартија со хартија, стакло со стакло, пластика се става со пластика, ослободете се од отпадот на обележаните и пропишани места за него. Еве ги дечките од Кликни јади, повели седи другар, носат храна за цела екипа. Знам дека сите сме гладни тука, а ако сте и вие можете да си нарачате. Не заборавајте од утре, секој работен ден од 9 до 12 имаат попусти бесплатна достава од повеќе ресторани. Одете и видете си на Кликни јади, другар. Јас исто така имам нешто за тебе. Ти мене јадење, јас тебе good nature. И Зегин најдоброто од Македонија. Редно беше и ти да земеш нешто од овде, така ли е? Само доаѓаш и носиш, ама си викаш сега дојде моментот и ќе земам нешто. Другар, фала ти многу што дојде, фала ви на вас што не гледавте, бенде, фала што бевте тука, овде ја затвараме оваа епизода. Идна недела 18:30 часот на Канал 5 со нови гости во 1 на 1 14 сезона. Чао!